Законската обврска за пријавување данок истекува во понеделник на 16 март. До тогаш до Управата за јавни приходи, подрачно оделение во Кочани, граѓаните треба да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход за минатата 2014 година. Зголемениот број на подносители годинава е зголемен, бидејќи во оваа група спаѓаат и граѓаните кои примиле регрес за годишен одмор, така наречен К15, но и собирачите на секундарни суровини. Приходите кои граѓанинот ги остварува во земјата и во странство задолжително треба да ги пријави во Управата за јавни приходи даночен шалтер Кочани со поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на персонален данок од доход, односно образецот ПДД ГДП. Образецот е достапен на веб страната на uap.gov.mk. Во образецот се пријавуваат сите приходи кои даночниот обврзник ги остварил во текот на една календарска година, односно приходите остварени во 2014 година. И тоа се лични примања, приходи остварени од имот и имотни права, од авторски права, права од индустријска сопственост, дивиденти, капитални добивки, добивки од игра на среќа, продажба на старо железово отпад и сите останати приходи, наградни игри, значи се што е остварено како примање во текот на 2014 година. Напомена, доколку даночниот обврзник остварува само приходи од плата или пензија или само приходи од земјоделска дејност, не подлежи на поднесување на годишна даночна пријава. Од Управата за јавни приходи, даночна канцеларија Кочани истакнува дека пријавите за утврдување годишен данок на доход се бесплатни и може да се подигнат во нивните простории или да се снимнат од интернет, официјалната веб страница на Управата за